Семејство од Штип продава се што има за да ја спаси доктор Евица Бојаджиева. Во моментов наитна продажба е нивниот единствен стан и автомобилот, а доколку има потреба ќе се продава и друг семеен имот. Евица има 34 години, сопруга и мајка на 2 деца и веќе 2 години против редок карцином на црниот дроб води тешка борба за својот живот. Досега сите напори за оперативен третман во центрите во Европа беа неуспешни поради инвазивноста на болеста, а единствена која што го прифати нејзиното лекување е болница од Кина. Таа применува модерна технологија, но и традиционална хербална кинеска терапија. Но проблемот е во тоа што доколку биде продаден и целиот имот, пари за третманот ќе недостасуваат, бидејќи спасот на Евица чини $120,000 и тоа веднаш. Поради ова, Црвениот крст започнува акција за собирање помош. Има вкупно околу 5 екипи, ги посетуваат сите институции во градот, собираат доброволни прилози од нашите хумани сограѓани и по тој повод сакам да упатам апел до нашите нехумани сограѓани во рамките на своите можности да ја поддржат оваа хуманитарна акција, се со единствена цел да помогнеме на Евица да ја победи оваа болест. Туѓата мака и болка и борбата за живот, како и секогаш и овој пат, допреа до штипјани. Ние сме од Црвен крст, работи се за докторка Евица Бојаджиевска, боледува од рак на хепар. Потребни се донации колку можете. Потребни операции. Ја можам само да ставам некој динар таму, преведејќи чекај тие. Чекај, други имам сити жилет. Не. Оно се што имам ќе донирам. Еве, вие дониравте, дали апелирате и до вашите сограѓани? Па да, ја би апелира, како стар човек, мислам во години сум, би требало сите граѓани да учествуваат во акција. Имаме ние во овие моменти дека почесто вакви случаеви, треба си помагаме, јас мислам. Во меѓувреме, за неполни 24 часа на Фејсбук се организираа повеќе од 5000 поддржувачи на акцијата за помош на Евица. Без оглед на ова, најблиските на Евица апелираат и до останатите за помош, бидејќи реални шанси за спас на младиот живот има. Сите што сакаат, тоа можат да го направат на жиро сметки кои ќе се видат на крајот од овој прилог или преку мобилен телефон на бројот 075 143 200.